Денес со екипата сме во село Мислеша во Каилче, кој што живее тешко. Пред неколку дена му починал брат, а тој живее со две деца со посебни потреби само на една плата. Затоа сака да го стави срцето на Бланка. Добар ден. Илче. Дојдовме од Скопје, од срце на Бланка. Вие сте Илче? Да. Кој работите во... Општо болница Стига. Так, ве пријави ваша колешка. Фала многу. И ни кажа дека живеете тешко, па дојдовме да видиме која е вашата тежина. Што ви се случува? Проблеми со детето, ми почне брат ми, деца со посебни потреби. Кога ви почина братот и од што ви почина? Скопје почина болница. А што му е на детето? Со посебни потреби, хиперактивен. Не го приме никоја институција, па замоли ми да се смести пак во психијатрија. Да се излечи, да биде под терапија? Да, под терапија. Со кого живеете во куќава, Илче? Сопруга са, сестра и три деца. И брат ми почина. Вашиот брат почина. Што му се случи него? Комплициран беше и почина во 8 септември. Тој не беше женат и Не. сигурно во периодов се уште е таа заболката и многу ви фали. Да, тази ги фали, но Од што најмногу ви е тешко?Ото е ова ми се вратно, почини. Да се смести во психијатрија пак по контрола на болница. А како ви поминува денот? Никако, тешко. Зошто? Се знаеме, што може се знаеме сами, што не. Некој ќе ти поможе, некој не. Само на вашата плата, од вашата плата Да, живеете? од нашата плата. Може ли да одиме на кај куќава? Извија тоа. Јадранка Стефановска е нестрекна жена која е единствено здраво родена од семејство на 3 деца и за жал со проблеми порасната во родниот дом во Крива Паланка. Многу мала ги губи двата родитела, па едниот брат со посебни потреби Стојанче умира млад, а другиот Грозде, дури 30 години вели таа, ќе биде во центарот за лица со посебни потреби во Демиркапија. После пропаднатиот брак и неколку години, како што ќе каже таа, залудно поминати во тоа семејство, таа се враќа во родната Паланка со една цел – да го обнови и издигне домот, макар една соба, и да го земе единствениот жив брат Грозде од центарот во Демиркапија и да се грижи за него до крајот на животот. За жал, таа просторија е премала и за една личност, а единствениот простор каде сите активности во денот ги вршат двајцата, па затоа со солзи во очите замолува хуманиот народ да и помогне да изграде само уште една соба, а за храна и леп за неа и за брати ќе се снајде, само да имаат поголем комодитет. Да се надиваме дека дождот кој што започна да врне денес во Крива Паланка ќе биде берикетен за семејството кое што за кратко ќе ви го представиме. Денес не повика Јадранка, која што живее тешко со својот брат со посебни потреби во една соба и сака да ни ја раскаже незината животна сторија. Добар ден. Добар ден. Како сте, Оливера сум? Јадранка, мило ми е. Се слушнавме по телефон. Да, И ми кажавте дека неопходно е да дојдеме што е можно побрзо, Да. полека. Очигледно е дека имате мака и затоа и не чекавте до сега. сигурно. Што ви е маката? Маката ни е голема. Живеам со братот со посебни потреби и у една соба сме. Па повелете да видите. А како така тешко живеете? Што е тежината? Мислам, една соба само по себе ни е Една јасно. соба само по себе, да, меѓутоа брат и сестра у една соба е многу тешко се живее. Плюс е лица со посебни потреби. Што значи, тие ни се условите што морам така да биде. На секоја врата тропнав, никој не мислим, отворена е вратата со неуспех. Гледам сте правеле кров. Да, 2 години, ова е трета. Лично сама сигурно правиме со брат ми. Удриме и ступ, и циркулаш, и сакаме да се удри плоча една и да се направи горе 2 собички. Ништо друго не траш. Тавански соби не ми треба ништо повише од тоа. Ако е можно, ги замолувам хуманите луѓе, доколку сакат и доколку можат, да ни помогнат. Ние не сме во можност. И двајцата живееме од социјално. Да, социјалци. Да.
Колку години имате? Јас сум 55, 56, брат ми е 54, 53, 54. Гледам дека. Поверите? Да. Да видите. Мала е куќата, па дури и за двајца. Мала е. Ама нема што да правим. Тие ни се условите. Гледала сам да средим што е можно најосновното да ги имаме у куќата. Нели што вика старите да легнеш да станеш. Меѓутоа не се издржува да спиеш со брат у една соба и плюс лице с посебни потреби. Ја мислам дека граѓаните на Македонија ќе ме сватат и ќе ме разберат. Не тражим пари за исхрана, за јадење, туку тражим да ми се помогне 2 тавански соби да ми се направат. Ништо друго. И ќе бидам благодарна на сите. Исто и на вас сум ви благодарна што дојдовте, меѓутоа тие не се условите. А зошто? Откако дојдов, ви се со солзи очита? Многу ми е тешко. Многу никој не може да ме свати, да не разбере. На секоја брата што сум тропнала, секоја да ќе ви помогнеме со услови више 3 години, 4, да не кажем 10, од какова чувам брат ми. Никој не е дојдел да праша дали ти е добро и колку ти е добро. И у короната никој не дојде како лица од социјалното да дојдат да прашат нешто за njega. Добар е, не е добар, треба нешто или не треба ништо. Така да на мене ми е стварно многу тешко. Мислам дека ќе ме разберете. Добар ви ден и добре дојдовте во најхуманата емисија на овие простори Срце на дланка. Емисија од хуман карактер која што помага на семејства од социјален ризик и на сите оние кои што живеат тешко. Доколку сакате да се пријавите и сте одлучни да го сторите тоа, можете да го направите на 075 304 405 или пак на социјалните мрежи на Срце на дланка на Facebook, Instagram и Twitter. Се смета дека не треба да се плашиме од тешкотиите, не треба да бараме да се наоѓаме во поразлични од оние околности во кои што се наоѓаме, бидејќи кога ќе извлечеме најдобро од она што е најлошо во кое што се наоѓаме, тогаш добиваме една прекрасна прилика. Верувам дека двете семејства кои денес ќе го стават своето срце на дланка ќе добијат добра прилика и можност да живеат многу подобро. Па ајде да ве запознаваме со семејствата кои што ги посетивме со екипата. Денес со екипата на Срце на дланка имавме можност да запознаеме едно семејство кое живее многу тешко. Долго време се мислеше да го стави своето срце на дланка, но храброста победи и верувам дека ќе победи во надежта да живее подобро. Еве каде бевме со нив. Илија Речиновски има голема болка која не мора да ви ја раскаже за да ја дознаете. Од солзите во очите и грижата кон 14 годишниот син Јован, веднаш ќе забележите дека со болка легнува, со болка станува и дека 24 часа е буден, само хиперактивност и психијатрискиот проблем на Јован да го држи под контрола. Потекнува од Струшкото село Мислешево и иако има само 52 години, на душата овој човек има чувство како да му натежнале 152. И не е само таа несреќа. Илче, црни работи го пратат уште од дете. Израснат од мал без родители, тој уште со својата полнолетност разбира дека мора да ја носи тежината на целиот дом и семејство.
има сестра со посебни потреби. Брат кој починал пред неколку денови преди скршена нога и компликации. Ќерка која е првата на која по земјава е направено трансплантација на бубрек со донатор од мајка си и како капак на се, болеста на малиот Јован кој ниту една институција во моментов не го прима за да му ја даде потребната дијагноза и терапија, ќе каже овој тажен татко. И иако му е тешко со една плата да гледа куќа и семејство и веле дека му е потребна била каква помош, сепак најважно му е син му Јован да се смести во институција за да се излекува, а така и товарот од душата ќе му падне, додава тажниот Илче. Денес со екипата сме во село Мислеша во Каилче, кој што живее тешко. Пред неколку дена му починал брат, а тој живее со две деца со посебни потреби само на една плата. Затоа сака да го стави срцето на дланка. Добар ден. Илче. Дојдовме од Скопје, од срце на дланка. Вие сте Илче? Да. Кој работите во... Општо болница Стуга. Так, ве пријави ваша колешка Фала многу. и ни кажа дека живеете тешко, па дојдовме да видиме која е вашата тежина. Што ви се случува? Проблеми со детето ми почна брат ми, деца со посебни потреби. Кога ви почина братот и од што ви почина? Скопје почина болница. А што му е на детето? Со посебни потреби, хиперактивен. Не го приме никоја институција, па замоли ми да се смести пак во психијатрија. Да се излечи, да Да. биде под терапија. Да, по терапија. Со кого живеете во куќава, Илче? Сопруга со сестра и три деца. И брат ми почина. Вашиот брат почина. Што му се случи него? Комплициран беше, почина во 8 септември. Тој не беше женат и Не. сигурно во периодов се уште е таза болката и многу ви фали. Да, тази ги фали, но Од што најмногу ви е тешко? како Јован ми се брат ми почини. Да се смести, да се смести во психијатрија пак по контрола на болницата. А како ви поминува денот? Никако, тешко. Зошто? Па се знаеме, што може се знаеме сами, што не. Некој ќе ти поможе, некој не. Само на вашата плата, од вашата плата Да, живеете? од нашата плата. Може ли да одиме на кај куќава? Извија тоа е. Илија има само 52 години. Роден е и израснат во семејниот дом во Струга во која и братот и сестрата ги чувал и гледал бидејќи многу млад останал без родители. Тежината на сиромашниот живот ја запознал одамна, но тежината од болестите и нивната сериозност ги дознава дури откако ќе се ожени и за жал ќе добие деца со посебни потреби. Дука Динка, уште мала имала потреба од трансплантација на бубрек, а Јован кој има само 14 години има психијатриски проблем и хиперактивно се однесува во текот на целиот ден. Сол на раната од предизвесно време и смртта на неговиот помлад брат. Да, овде се роден. Овде. Пораснат и работа во болницата сум. Имам жена и три деца. Брат ми почина, сестра ми и тоа. Толку. Вие сте три деца? Да, три деца. Сите сте тука растени. Да. И татко и мајка ми почина, млади почина. А животот во детството каков ви беше? Пу, без мајка. Без мајка, така. Со друга мајка, баба стара и порастивме така. Зошто живеевте со друга мајка? Се татко ми се бреже, нај? Ама се уживеме. Така. Себе било лесно, не е како сега. Да, сега е потешко. Кога вие се жените? Кога се женав 92. 92? Да. И како започнавте во семејниот живот? Целата попечатница, приватна, убаво беше таму, па не затвора и толку. После се влегува во болницата. Откако ви се родија децата, колку деца имате вие? 3. Кои се тие? Благочи, Дукадинка и Јован Маниот. Кој е најстар од нив? Благочи. Тој си работа во хотел. Изград. Тој е вработен. Да. А девојчата, керката? Таа не работата со посебни потреби, се спатира на бубрек. Што се случи со нејзе? Имаше сериозна болест? Операција беше на ногата, колку ти некои бактерии мамни, откари бубреците и още диализа. Може да се бъде донатор, трансплантација на детска клиника, детска хирургија во Скопје. Доктор Лазе Јовчевски и семејна фрица има тие бара. И доктор Најцо нефрологија.
Тоа беше и првата операција, трансплантација на бубрек во Македонија. Да, прво дете во Македонија беше таа Дукадинка. Дукадинка. Кој беше донаторот? Мајка, сопругата. Вашата сопруга. Дали направи сила, можеш. Од тогаш и вашата сопруга живее со еден Да, бубрек? со еден бубрек и таа. И сега во моментов и таа не може да работи. Не, низ дома. Едно јање напади, испети толку. Толку е снагата. Толку. Целата тежина сега е врз вас. Да. Сега имахме смртен случај, почина братот и... Вашиот брат? Да. Кога почина? Па, сега 2 недели има. Тази. Тоа ви беше можеби и капак на сите проблеми. Токму капа, мора да му се знаеш, брат му си така боли, джараш. По Скопје, по Изој. Мора да поживиш така. Млад беше. 45 години. 45. Да, Сигурно. Си уште Да, верно мислите како се случи тоа, што му беше? Компликација, операција нозата и 8 септември таму почина. И меко погледа да си одиш. Тоа погребалното. Сигурно многу ви фали. Да. Абе не може куче маче да си стои са, си го расте, да си го гледал. И си има и куче и маче да си ги гледам, си ги расте мали. Како човек да ти загине исто. А што му се случи на чичкот? Е скрши ногата. И после што се случи? Слоничкото окрит, па сколзгомна, па го донеса дома, сакси, па после пак дојде момчето, пак го зеде во насока, згомна и скопи и таму умре. Беше на операција за дишење, на интензивна нега. Ти добар ли беше со него? Го сакаше ли стрикот? Да, ми даваше пари. Ти даваше парички. Да. Секој ден одам и му палам свещи. Свеќе му палиш на се. Да, свещи или свеќе се вика. Свеќе. Свеќа. Ја ги викам свеќа. Барем финансиската состојба на ова семејство да беше подобра и да живееше побезгрижно, ќе беше малку полесно. За жал, во моментов тие живеат со една плата и да не се хуманите луѓе, можеби и нема да можат да се прехранат во месецот. Тоа со една плата да се живее. Со кредит, извршители. Ти си рабе да платиш. Нема да платиш. Само на вашата плата сте? Детето си работа тамо. Тој си бил наставно утеша се жени, така. Вие сте вработен, Воопшто во состојба. но стигнуваат ли тие Не. пари? Не. Само извршители, банки, кредити толку. И па како го поминувате месецот? Не помага некој што сака. Имат хумани уште што сакат да поможе некој помоги. Некој кој е во можност нека помоги тоа што е бизниси, фирми. Нека поможе. Секој донесе добре дојна, така? Ако во месецот некој не ви помогне, како го истерувате месецот? Некој помоги. Ќе се знаеш, ќе се купиш пред време. Кој се плата, ќе се купиш основното, брашното, маслото и толку. Тука живеете уште со една сестра, и таа не е вработена? Не, И таа не е во состојба да работи? не. Никој од куќава, освен вашиот син кој што е вработен, не е во Само ја. состојба. Вие и синот? Тие двајца. И ти помага што ќе ти прати, тој дети сакат да си гледа се жени, тој царци така. Од сите тие жени сепак новој несреќен татко најтешко му е здравјето на малиот Јован, кој 24 часа поради проблемите во мозокот е хиперактивен и мора да го пази, но и да го мисли да не направи проблем додека е тој на работа. Вие се грижите за Јован? Да, се грижиме. Во Скопје. Да, така. Мама чулел. Колку години имаш? 14. 14. Како ти е тука дома кога си? Добро. А каде одите често со тато? Каде те носи тато често? Каде? Одите во болница? Да. Еничка му издегам со точак.
Зашто Той така? беше на работа, ја го гледав на точкот, го возев и стигнав по новиот пат. Го поминав новиот по стариот одев. Сам да ја... Знаеш да се снајдеш, сам да се вратиш? Да. Зошто ви е тешко? Тешко. Мора се лечи. Што му е на Јован? Тој е хиперактивен. Хиперактивен? Да. Те не се смести тој. У институции, кај што треба. Тој за дома не е. Не е за дом. Да. Што прави? Не мира, ева вака виж. Не спие, не мирува. А зошто не го сместите во Па не го институција? приме нигдека. Слабатив, по социјалната мика снајде сам. Бев на психијатрија, не го приме. Има многу годишина. А тој не е за дома, тој треба да се смести. Имат институции така по Струмица. Бев Струмица. Не го сместуваат во институции, не е за дома, но Не. и доколку го сместат сигурно и Ќе се упре, ќе се излечи. Да е помал, така? Што ќе упреш дома? но сигурно и ќе ви фали неговото отсуство. Абе, dacă се лечи, нема ме пали, тоа ќе го пасиме, нема проблем, ќе се снајде, ќе го гледаме на него, што така. Само да се смести. Да биде подобар. Да. Да би за него јас. Ќе си го раши, си го гледа така, родителски така. Ќе си го поише, ќе си го виши. Така? Мислите дека има институција која што може да неговата диагноза Има да... само не сака државата. Не помага. Министерството за труд и социјална политика никој не помага. Па сега од центарот Кај е тронот? директор вика снајди се сам. Па ти си институција мора сам да се снајде. Не ти помага, немој ме. Снајди се сам. Не може сам ја. Вие никогаш не би се откажали од него, само Не. да се излечи. Не се откажува. Само да се излечи, да ќе го посетува. Тоа е жалбата, да се смести, па после ќе видиме. Ако институција, ако постои да се смести. Каде и бил, не е проблем. Зошто плачете, Илија? Ви е тешко за Јован? Нема ли? Значи едно куќе да бавам нито. Ви фали братот и Ни пали. состојбата на Јован. Да. Сигурно и на работа кога одите мислите Јован. Мислиш дека избегам посела мој да запали емшка. Се така не запали. Не се кајчи може. Прави проблеми. Да. И една кола запалив. Сакаш ли ти да се дружиш со другарчиња, да бидеш како и другите? Овде имаме утре надпревар. Во што надпревар? ФК работник, Косел. А дали си играат со Со тебе? Косел играме. Јован, дали си играат со тебе другарчињата? Не, Зошто? така. Ќе го дадов голот. Даваш и голови. Да, од пенал. Судијата пенал суди. Сакаш да играш фудбал? Да, црвен картон. А имаш ли топка за фудбал? Имам од Македонија црвена и жолта. Црвена и жолта. И копачки имам. Копачки имаш. Значи ти си спремен за фудбалер. Да, За кого набиваш во ракомет? за Македонија и за Вардар. Да, Ти сакаш значи да бидеш спортист кога ќе оздравиш? да. Кога играт Вардар? Ќе прашаме. Многу сакам да возам за трактор. И трактор сакаш да возиш. А знаеш да возиш трактор? Да. Го павам и возам. И стегам на мејначи. И на брзината. Сакам да се излечам и да бидам ракометар и фудбалер. А каде треба да се излечиш? Во која клиника? Детска психијатрија. Детска психијатрија. Мислите ли дека има светол ден за вашата Имат, семејство? имат и хумани што сака да помагат, имат. Верувате? Да.
Има. Прво кинеме дел од душата, а потоа се чудиме како никој не ни дава дел од својата кога нас ни треба. Но такви се луѓето и не треба да се чудиме. Затоа секоја вечер треба да се подсетиме на една работа, дека она што поминало и треба да го пуштиме да си оди, да не го задржуваме ниту во мислите, ниту во срцето, зашто пред нас се нови работи, нови луѓе, нови искуства. Затоа да ги собереме старите порази и да ги претвориме во лекции. Тие лекции ќе ни донесат нови познанства и нова среќа во животот. Илија Речиновски има голема болка која не мора да ви ја раскаже за да ја дознаете. Од солзите во очите и грижата кон 14 годишниот син Јован, веднаш ќе забележите дека со болка легнува, со болка станува и дека 24 часа е буден, само хиперактивност и психијатрискиот проблем на Јован да го држи под контрола. Потекнува од струшкото село Мислешево и иако има само 52 години, на душата овој човек има чувство како да му натежнале 152. И не е само таа несреќа. Илче, црни работи го пратат уште од дете. Израснат од мал без родители, тој уште со својата полнолетност разбира дека мора да ја носи тежината на целиот дом и семејство. Има сестра со посебни потреби, брат кој починал пред неколку денови поради скршена нога и компликации, ќерка која е првата на која во земјава и е направено трансплантација на бубрек со донатор од мајка си и како капак на се, болеста на малиот Јован кој ниту една институција во моментов не го прима за да му ја даде потребната дијагноза и терапија, ќе каже овој тажен татко. И иако му е тешко со една плата да гледа куќа и семејство и веле дека му е потребна била каква помош, сепак најважно му е син му Јован да се смести во институција за да се излекува, а така и товарот од душата ќе му падне, додава тажниот Илче. Удиме кај уште едно семејство кое што живее тешко, бидејќи, верувајте, многу семејства во нашава земја навистина живеат на работ на екзистенцијата. Побараа помош луѓе кои што навистина им треба помош и на кои што навистина треба да им подадеме рака за спас. Јадранка Стефановска е нестрекна жена која е единствено здраво родена од семејство на 3 деца и за жал со проблеми порасната во родниот дом во Крива Паланка. Многу мала ги губи двата родитела. Едниот брат со посебни потреби Стојанче умира млад, а другиот Грозде, дури 30 години вели таа, ќе биде во центарот за лица со посебни потреби во Демиркапија. После пропаднатиот брак и неколку години, како што ќе каже таа, залудно поминати во тоа семејство, таа се враќа во родната Паланка со една цел – да го обнови и издигне домот, макар една соба, и да го земе единствениот жив брат Грозде од центарот во Демиркапија и да се грижи за него до крајот на животот. За жал, таа просторија е премала и за една личност, а единствениот простор каде сите активности во денот ги вршат двајцата, па затоа со солзи во очите замолува хуманиот народ да ја помогне да изграде само уште една соба, а за храна и леп за неа и за брати ќе се снајде, само да имаат поголем комодитет. Да се надиваме дека дождот кој што започна да врне денес во Крива Паланка ќе биде берикетен за семејството кое што за кратко ќе ви го представиме. Денес се не повика Јадранка, која што живее тешко со својот брат со посебни потреби во една соба и сака да ни ја раскаже незината животна сторија. Добар ден. Добар ден. Како сте, Оливера? Јадранка, мило ми е. Се слушнавме по телефон. Да. И ми кажавте дека неопходно е да дојдеме што е можно побрзо, полека. Очигледно дека имате мака и затоа и не чекавте до сега. Сигурно. Што ви е маката? Маката ми е голема. Живеам со братот со посебни потреби и у една соба сме. Па повелете да видите. А како така тешко живеете? Што е тежината? Мислам, една соба само по себе ни е Една јасно. соба само по себе, да, меѓутоа брат и сестра у една соба е многу тешко се живее. Плюс е лице со посебни потреби. Што значи тие ни се условите што морам така да биде. На секоја врата тропнав, никој не ми отворена е вратата со неуспех. Гледам сте правеле кров. Да. 2 години, ова е трета. Лично сама си го направиме со брат ми. Удриме и ступ и циркулаш и сакаме да се удри плоча една и да се направи горе 2 собички.
Ништо друго не траш. Тавански соби не ми треба ништо повише од тоа. Ако е можно, ги замолувам хуманите луѓе, доколку сакат и доколку можат, да ни помогнат. Ние не сме во можност. И двајцата живееме од социјално. Да, социјалци. Да. Колку години имате? Јас сум 55, 56, брат ми е 54, 53, 54. Гледам дека, Поверите? да, Да видите. мала е куќата, па дури и за двајца. Мала е. Ама нема што да правиме. Тие ни се условите. Гледала сам да средим што е можно. Најосновното да ги имаме у куќата. Нели што вика старите да легнеш да станеш. Меѓутоа не се издржува да спиеш со брат у една соба и плюс лице с посебни потреби. Ја мислам дека граѓаните на Македонија ќе ме сватат и ќе ме разберат. Не тражим пари за исхрана, за јадење, туку тражим да ми се помогне 2 тавански соби да ми се направат. Ништо друго. И ќе бидам благодарна на сите. Исто и на вас сум ви благодарна што дојдовте, меѓутоа тие не се условите. А зошто? Откако дојдов, ви се со солзи очита? Многу ми е тешко. Многу никој не може да не свати, да не разбере. На секоја брата што сум тропнала, секоја да ќе ви помогнеме со услови више 3 години, 4, да не кажем 10, од какова чувам брат ми. Никој не е дојдел да праша дали ти е добро и колку ти е добро. И у короната никој не дојде како лица од социјалното да дојдат да прашат нешто за njega. Добар е, не е добар, треба нешто или не треба нешто. Така да на мене ми е стварно многу тешко. Мислам дека ќе ме разберете. Јадранка е родена во Крива Паланка во семејство од 3 деца. За жал, освен таа, другите двајца се лица со посебни потреби. Тешкиот живот веројатно ќе стане уште потежок со смртта на незините родители, па во тешки услови умира и брати Стојанчо, а помалиот брат Грозде завршува во Центарот за лица со посебни потреби во Демиркапија. Немајки избор, после распаѓањето на родната куќа, Јадранка спас на само 17 години, бара во друг град само за да се спаси од маките. За жал, во бракот доживува уште едно разочарување, па по многу години кога во 2011 година се враќа во татковата куќа која одамна била распадната, сама со тешко спечалени средства, успева да издигне една соба само за да го спаси единствениот брат што ја останал. Мислам дека не сум имала некое детство богато, сиромашно, ама среќно. Татко ми е починат многу млад. Јас сум имала 8-9 години, доколку мајка ми е почината од сообраќајка. Ние сме 3. Стојанчо е покојни, јас сум и Бранка и Грозде е најмалиот, кој е лице со посебни потреби. А Стојанче? Да, и Стојанчо беше лице со посебни потреби. И брат ми беше лице со посебни. И двајцата браќа. Растевте со двајцата браќа заедно тука или тие беа во посебни центри? Додека бев јас тука, со големиот брат растевме заедно. Минувајќи го денот нека да го испратат во Завод за рехабилитација во Топана, доколку малиот брат се ги исече прстите на циркулар, се правеше зграда осмокатница тука, и од тој ден не е како што треба. Може и пред тоа е било, али нели не сме многу обрнувале пажња на тој. Ја дете, он дете. Нашите родители не се биле богати. Не само желе да не гурнат напред. И откако ги брат ми сече прстите, чија грешка е, не знам. Али брат ми е пуштен у Демиркапија, у Завод за рехабилитација во Демиркапија, кој престојуваше од 25 до 30 години. Половина живот. Да, договорот бил направен да биде доживотно там. Од која намера, која причина, не Кој го знам. направи тој договор?
Вајде социјалните работници во тоа време. Тогаш ви беа живи родителите? Татко ми не, брат ми, мајка ми беше. И мајка ми беше неписмена жена, ма беше со добра намера, не е била некоја злобна. Сестра ми пограба, ја Сестра сум ти е помала. поголема, так, Да. ти си помал. Како мал беше во дом, живееше во Демиркапија во Да. центарот. И јас и уште едно, како би кажат, Цетанка. А едно умрено е, а ја и Цетанка се у Демиркапија. Таму веројатно не ти беше многу добро. Не, тука. Очигледно ви фалеше тогаш кога замина. Многу ми фали. И ден денеска ми фали мајка ми. Ма нема што да правим. И бев одлучена на мој 17 години да се тргнем од тука за подобра екзистенција. Колку работев, што работев, се омажив. Не ми успеа бракот. Се вратив, го земав брат ми да го чувам, ама на мене никој не ми е помогнал. А вие го земавте од домот? Не. Го чуваше жена, негде околу 12 години, па стринка ми го чуваше негде околу 1 година, да не кажем година и пол, и потоа јас го земав да го чувам. Тука, во оваа куќа немаше ништо. Ни џам, ни врата, све беше скршено. Додека вие бевте во брак? Одсутна. Одсутна. Да. И после тоа, од кога дојдов, Која година доаѓате тука? 11 мислам. 2011. Да. И го земате и Гроздан да живее со. После 1 година го земам njega да го чувам. После 1 година го земам njega да го чувам тука. Бивте сигурни во таа одлука дека тоа е добро решение, дека подобро ќе му биде со вас? Мислам дека ќе му е подобро од било. Не викам дека што ga гледале, не го гледале како што треба. Па и во центарот таму за рехабилитација во Демиркапија. Не сам ја задоволна тај завод. Јас лично што имам идено и што имам видено, мене там добро. Такви биле тие времења, тогаш биле такви, сега више све е сменето. Али ги замолувам луѓето на држава во Република Македонија, ако сакат, иако може да ни се помогне. Не барам ништо, само да се направи, да се удри една плоча и горе 2 собички да се направат. 1, 2 не е битно, за да бидеме оделени, да не спиеме заедно во една соба. Ова ви е единствениот простор во кој функционирате. Да. Значи ходникот ми е направен кујна, купателото си е купатело, без плочки, без ништо, али успеала сам нешто да направим за овие толку години. Све што е купено, купено е што сам и ја нешто заработувала. Била сам принудена да работим по кафани, сакала сум, не дека ме некој терал да ја да идем, морам да работим, туку сум сакала, сум работела за да можем да успее нешто. Сега ова тука што го имаме моментално. Ова е се со ваши 10 прсти заработено. И со мој 10 и со на брат ми парите, значи не можем да кажем лично ја ga купив, дека не е учествувал. За купено што е тука е купено, а за кровот и двајцата инвестиравме. Деновите нова семејство од брат и сестра минува монотоно и еднолично. Од наутро до пладне Грозде оди во дневниот центар каде учи и се дружи, а Јадранка ни солзи подготвува храна и мечтае за некое поубаво време, за еден поубав и потопол дом каде и таа и брати би имале свое катче, а не во 15 метри квадратни да го минуваат и денот и нуките двајцата. Он е во дневниот центар до 3 саатот. Тој му еден вид релаксација, да иде и да се врне, да биде там и да се дојде дома. Секојдневно од понеделник до петок. Од понеделник до петок одиш во еден Во центар? школа, да. Во школа? Во школа, кај нас, не сите, малку. Таму те даваат ли Да. храна? Лека, пире, се. И убаво ти е таму, Да. од денот го поминуваш малку подобро, така? Да, од тука до пешки мола да идам, да, пешки одам, а пешки идам. И пешки се враќаш. Сигурно и се изморуваш. Но тука дома, кога ќе дојдеш,
Вие тесно, во една Не, соба. ја тука спијам. Сестра ми тама, ја тука, места ми спијам. Да идам у школа, пешки. Значи само одиш во училиште и Да, спиеш. и ченден носам. А гледаш ли телевизија? Со што Ова го телевизорот Мики награда ме донесе. Мики, Отијам кај мене на школа. ти сигурно си многу благодарен за секој еден подарок што би ти го подарила. Да. После 3 сатот се мачиме некако. Дека е лице с посебни потреби, дека некад нешто ќе свати, повише не сваќа. Ако треба нешто да се помогне, знае да го избегне работата, што го оправдувам, пошто е лице с посебни потреби, не можам се да кажем дека он мора тој нешто да го работи. Ете, дрва некогаш сами си ги цепиме, двајцата, кои ќе купиме дрва за огрев, што сме принудени двајцата да ги исечеме и да ги исцепиме и да ги наредиме. Тука у таа работа да ми помага, во другото не. Сепак поголемиот дел од тежината на одржување на куќата е на вас. Да. Вие чистите, вие готвите. Сте били ли никош во ситуацијата да треба да го делите залокот? Сте останувале ли со ситно Да. и во тешки ситуации? Ако треба ја нема да јадам, на njega ќе му дадам. Толку ли е голема таа сестринска љубов? Да. Многу. Го изгубив едниот. Нека ми е жив и здрав овој. Останавме само ние двајца. Ви понудија да го вратите повторно во дом, но вие Директорот ми рече, ако не кеш да го чуваш, ќе го вратим од дом. Рекој, јас сакам да го чувам, али немам услови. И рече дека повторно ќе биде вратен во Демиркапија. И ја тоа нема да го дозволам. Не можам. Мене ми е многу тешко. Било ми е тешко и за покојниот брат и за Бога. Нема да дозволам да биде пуштен во ниједна институција. Па макар на една нога би одела на неја. Само Господ здравје на сите пет на нас. имате 55 години, а велите не работите. Немате работа или не можете да работите? Не може. Што ви е? Од овие стресови, од овие проблеми со брат ми, дојдов и до шекер, и до мрсоти, и до притисоци, и до... Не знам више уште која болест не ме фали. Али не се жалим. И ќе продолжим да си га гледам братот. Мене тај ми остана, не е друг никој. Последните години Јадранка живее тешко, но помирно зашто вака барем Грозде е среќен ке рече таа. И иако понекогаш и нема што да сготви, сепак не се жали. Единствено што бара е да не ја жалат, туку да ја помогнат да успее да доправи макар уште една соба, само да може да живеат поубаво и таа и брати. Сите дојдоа. Видоа со жалење. Не сакам да ме жали никој. Сакам да ми се помогне. Ја не барам се да не ме сватат луѓето погрешно, коли и камиони. Една соба да се направи на брат ми, за да има дек да легне. Друго не сакам, ништо не барам. За јадење се сноѓеме, било како, што има, тој ќе јадеме. Дома си месим леп, неам купено, не памтим од кога. Живеам со мој 4-5 илјадарки социјално и плюс на брат ми парите што ги зијаме. Нега све тој друго што треба за njega. Значи некако па наоѓаме начин да го поминеме месецот. Не е лесно, претпоставувам. Не е лесно. Све купно земам 20.000.
На брат ми и моите вкупно со 20.000. Ali ете, крпиме некако. Да дојдеме и до дрва, да дојдеме и до све што треба. Се бориме за животот. Но тоа е премалку за да се инвестира во градење. Инвестирав, плаќав секој месец по 6.000 и многу сум благодарна на компанијата што ми даде да дојдем до тие услови, да ми дадат на рати да ги исплатим материјалот. Сигурно Помагам, основно сум дрва, шашки, па помагам. помагаш колку Да, можеш. нивата копам. Копаш. Па некој ми дојде чонко кум си мотока има. Он помага. Ја шашки носам по шумата. И на секоја врата тропнах за помош. Дојдат, ќе ти помогнеме, со израз да ќе ви помогнеме, а од друга страна се трзат на страна. Ве замолувам сите да ни биде помогнато. Кога би видела уште една, макар соба, во која што посебно би седела и би имале комоција. Најсреќна ќе бидам. Најсреќна ќе бидам. Кој како сака, нека ме разбере. Најсреќна ќе бидам. Како знаете, месецот ќе го поминете, но очигледно ова ви е маката. Ова ми е најголемата. Просторниот проблем. Ја сестра ми е тука што спија тамо, со човека седи, ја не можам, ја сестра ми бајцата спиам. Ако правя горе, може, а вака не. Би ти било поубаво сигурно Да. да има посебна просторија Да, каде да. што би седел ти. Да. Или ти да останеш тука, а сестра ти дојде во таа просторија. Би бил ли среќен тогаш Грозда? Ма не, бе, ја тука не. Абе ја бев во Димега, бе, а во Скопје сум родена. Годината минува, но денот никако. Таков е животот на ова скромно семејство кое моли за помош. Но кога и да минуваме низ тежок животен период и се прашуваме каде е сега Господ, треба да се сетиме дека наставникот секогаш молчи за време на тестот. Јадранка Стефановска е нестрекна жена која е единствено здраво родена од семејство на 3 деца и за жал со проблеми порасната во родниот дом во Крива Паланка. Многу мала ги губи двата родитела. Едниот брат со посебни потреби Стојанче умира млад, а другиот Грозде, дури 30 години вели таа, ќе биде во центарот за лица со посебни потреби во Демиркапија. После пропаднатиот брак и неколку години, како што ќе каже таа, залудно поминати во тоа семејство, таа се враќа во родната Паланка со една цел – да го обнови и издигне домот, макар една соба, и да го земе единствениот жив брат Грозде од центарот во Демиркапија и да се грижи за него до крајот на животот. За жал, таа просторија е премала и за една личност, а единствениот простор каде сите активности во денот ги вршат двајцата, па затоа со солзи во очите замолува хуманиот народ да и помогне да изграде само уште една соба, а за храна и леп за неа и за брати ќе се снајде, само да имаат поголем комодитет. Многумина ќе кажат дека кога ќе подариме некому љубов, добрина и хуманост, така ќе му помогнеме најдобро да закрепне. Верувам дека на тој начин, со убав гест, со добрина, со љубов, со голема поддршка ќе им помогнеме да закрепнат и на двете семејства кои денес го ставија своето срце на дланка, да бидеме нивната светла точка во тонелот, затоа што нашето малку некому може да значи се. Со екипата пристигнавме во Чучер Сандево. Денес ќе запознаеме со историјата на баба Ружа, која што тешко живе. Јаде само лепи вегета кога има и тоа. Најчесто е прегладната, премрзната и затоа сака да ја сподели со нас незината животна историја. Баба Ружа, добар ден, јас сум Оливера.
Тетка Наде те пријави во Срце на дланка. Тоа е емисија. Нада. Те пријави и ни кажа дека живееш сама и дека живееш тешко. Па ќе ни раскажеш ли како живееш? Како ти е? Што те мачи? Не можу, немам силу. Што ти е тоа во раката? Што е тоа што држиш? Тоа во раката. Маша, Зошто ја држиш? затворам врата. Зошто? Ке ми отвори врата, ке ме удави. Ке ме заколе. Кој ќе те закола? Тај што ме плаши. Чекај, да ви кажам. Пази. Види ga камен. Ке ме удави у врата. У врата. Ga чувам камен. У врата. Жау! И ја на земни падна од кревет. Си сплаши. Туго мене ке му тепа, ке ме заколе. Ето, да чувам. Затоа се заклучуваш со Машата? С мама. А зашто те плаши? Што сака од тебе? Што сака од тебе тој? Од Бога да најди. Да ме утепа, да не стои овде у куќу. Да му ослободи куќу назад. Тој му плаќа, не ме утепа. Ајде да влеземе, полека. А? Ајде да влеземе. Остави го каменот. Како живееш ти? Како живееш ти? И некои 3-4 години. Нема. Лецка. И нема да го најдем. Не излегуваш од собава? А? Од собава не излегуваш. Од оваа соба не излегуваш. Не, Се плашиш. Тука си плашам. сама. заклучам. Како живееш? Што правиш по цел ден? Е тако. Седи. Kad nemam drva ići, tako. Sedi bez oven, legni. Pokri se sa stoj kebuša mi ga dalje. Nemam pokrivač. Јадена ли си? Јадеш ли? Имаш ли за храна? Nemam 1 kilo jogurt, to je. Eto, otvorite, vidite. Од кога не си јадена? Sino kad te stomnilo sa svagetu. To je kilo jogurt, drugo nemam ništo. Ništo nemam. Зошто не купиш храна? Храна, зошто не си купиш? Svo što? Bez pare? Немаш пари? Pa nemam dinar. Svijeće da umru nemam da mi se pali. Ne mi krivet, znači. Не ти е добро? A? Не ти е добро? Nije sama, ne mi jarno. Se triješu me strah. Strah. I gotovo. Баба Ружа, Oj, тука очигледно е дека не се чувствуваш добро. Имаш ли некоја желба? Сакаш ли нешто? najdete na koje sopče da život vazana dostavnije. Samo работа не ми лупа. Не е живот тој, кучински живот е га живот. Тој не е, нека не даде Господ никому мој. Ако сам сирота, немам ништо. Зашто да ме узмирава? Што му чиним, што сам дужна ја? Не сум дужна никому. Сакам да ми најдете неќе, аман. Не се живи, синко. Верувај. Верувај Бога дека не се живи. Немам кој да ми води ред, нема и готово. Душа со душа се поврзува и се раѓа чисто ново битие, кое не бира ниту ден, ниту час за негово создание, и кој сум јас ке рече Раим да му ја земам душата на тоа суштество, ако Бог одлучил тоа да се роди. На 8 годишната Нил, уште во утрубата на мајка си било откриено дека ќе биде поразлична од другите деца. Сепак уште тогаш Раим можеби ќе го одберал потешкиот пат, но ќе докаже дека нема да оди против волјата на Господ. Се раѓа Нил, за жал со диагноза која веднаш ќе ја однесе во операциона сала. Таа и до ден денес нема да ја дозволи да проводи како своите братчиња.
Таква е судбината на овој несреќен татко, кој како дете сиромашно живеел во селото Пласница. Откако создава семејство, сложните селани консолидирано му градат нова куќа во село Преглова. За жал во таа куќа ова семејство не може да биде среќно, зашто жалот што и нил не може да има безгрижно детство како останатите деца. А Раим е единствениот што носи минимален приход дома и кој е доволен само за да го прехрани семејството. За терапии, третмани и операции во странство е принуден да се обрати до јавноста за да ја помогне на својата ќерка. И ќе рече: нема да се смирам додека не ја видам ќерка ми на носе. Денес со екипата сме во село Мислеша во Каилче, кој што живее тешко. Пред неколку дена му починал брат, а тој живее со две деца со посебни потреби само на една плата. Затоа сака да го стави срцето на дланка. Добар ден. Илче. Дојдовме од Скопје, од срце на дланка. Вие сте Илче, Да, кој работите во... општо болница Стига. Так, ве пријави ваша колешка Фала многу. и ни кажа дека живеете тешко, па дојдовме да видиме која е вашата тежина. Што ви се случува? Проблеми со детето, ми почне брат ми, деца со посебни потреби. Кога ви почина братот и од што ви почина? Скопје почина болница. А што му е на детето? Со посебни потреби, хиперактивен. Не го приме никоја институција, па замолиме да се смести пак во психијатрија. Да се излечи, да Да. биде под терапија. По терапија. Со кого живеете во куќа во Илче? Сопругата, сестра и три деца. И брат ми почина. Вашиот брат почина. Што му се случи него? Комплициран беше и почина во 8 септември. Тој не беше женат и Не. сигурно во периодов се уште е таза болката и многу ви фали. Да, тази ги фали, но Од што најмногу ви е тешко? како ја не се вратно почини. Да се смести, да се смести во психијатрија пак по контрола на болницата. А како ви поминува денот? Никако, тешко. Зошто? Се знаеме, што може се знаеме сами, што не. Некој ќе ти поможе, некој не. Само на вашата плата, од вашата плата Да, од живеете? нашата плата. Може ли да одиме на кај куќава? Извија тоа. Со екипата пристигнавме во Чучер Сандево. Денес ќе запознаеме со историјата на баба Ружа, која што тешко живе. Јаде само лепи вегета кога има и тоа. Најчесто е прегладната, премрзната и затоа сака да ја сподели со нас незината животна историја. Баба Ружа, добар ден, јас сум Оливера. Тетка Наде те пријави во срце на дланка. Тоа е емисија. Нада. Те пријави и ни кажа дека живееш сама и дека живееш тешко. Па ќе ни раскажеш ли како живееш? Како ти е? Што те мачи? Не можу, немам силу. Што ти е тоа во раката? Што е тоа што држиш? Тоа во раката. Маша, Зошто ја држиш? затворам врата. Зошто? Ќе ми отвори врата, ќе ме удави. Ќе ме заколе. Кој ќе те закола? Тај што ме плаши. Чекај, да ви кажам. Пази, пази. Види ga камен. Ќе ме удави у врата. У врата. Ga чувам камен. У врата. Жау! И ја на земни пат от кревет. Си Туго сплаши. мене ќе му тепа, ќе ме заколе. Ето, да чувам. Затоа се заклучуваш со Машата? С мама. А зашто те плаши? Што сака од тебе? Што сака од тебе тој? Од Бога да најди. Да ме утепа, да не стои овде у куќу. Да му ослободи куќу назад. Тој му плаќа
Нема утепа. Ајде да влеземе, полека. А? Ајде да влеземе. Остави го каменот. Како живееш ти? Како живееш ти? И некои 3-4 дојде. Нема. Лецка. И нема да го најдем. Не излегуваш од собава? А? Од собава не излегуваш. Од оваа соба не излегуваш. Не. Се плашиш. Тука Се си плашам. сама. Заклучам. Како живееш? Што правиш по цел ден? Тако. Седи. Kad nemam drva ići, tako. Sedi bez obet, legni. Pokri se sa stoj kebuša mi ga dalje. Nemam pokrivač. Јадена ли си? Јадеш ли? Имаш ли за храна? Nemam 1 kilo jogurt, to je. Eto, otvorite, vidite. Од кога не си јадена? Sino je kad te stomnilo sa spagetu. To je kilo jogurt, drugo nemam ništa. Ništa nemam. Зошто не купиш храна? Храна, зошто не си купиш? Što? Bez pare? Немаш пари? Pa nemam dinar. Sve će da umru, nemam da mi se pali. Ne mi krive da nađu. Не ти е добро? A? Не ти е добро? Nije sama, ne mi jarno. Se triješu me strah. Strah. I gotovo. Баба Ружа, Oj, тука очигледно е дека не се чувствуваш добро. Имаш ли некоја желба? Сакаш ли нешто? najdete nekoje sopče da živu 2 dana dostavnije. Samo работа не ми лупа. Не е живот тој, кучински живот е га живу. Тој не е, нека не даде Господ никому мој. Ако сам сирота, немам ништо. Зашто да ме узмирава? Што му чинju, што сам дужна ја? Не сум дужна никому. Сакам да ми најдете негде, аман. Не се живи, синко. Верувај. Верувај Бога дека не се живи. Немам кој да ми води ред, нема и готово. Душа со душа се поврзува и се раѓа чисто ново битие, кое не бира ниту ден, ниту час за негово создание, и кој сум јас ке рече Раим да му ја земам душата на тоа суштество, ако Бог одлучил тоа да се роди. На денес 8 годишната Нил, уште во утробата на мајка си било откриено дека ќе биде поразлична од другите деца. Сепак уште тогаш Раим можеби ќе го одберал потешкиот пат, но ќе докаже дека нема да оди против волјата на Господ. Се раѓа Нил, за жал со диагноза која веднаш ќе ја однесе во операциона сала. Таа и до ден денес нема да ја дозволи да проводи како своите братчиња. Таква е судбината на овој несреќен татко кој како дете сиромашно живеел во селото Пласница. Откако создава семејство, сложните селани консолидирано му градат нова куќа во село Преглава. За жал во таа куќа ова семејство не може да биде среќно, зашто жалот што и Нил не може да има безгрижно детство како останатите деца. А Раим е единствениот што носи минимален приход дома и кој е доволен само за да го прехрани семејството. За терапии, третмани и операции во странство е принуден да се обрати до јавноста за да ја помогне на својата ќерка и ќе рече: нема да се смирам додека не ја видам ќерка ми на носе.
Добар ден и добре дојдовте во Срце на дланка. Емисија од хуман карактер која што помага на најзагрозените или оние кои што имаат проблеми и имаат храброст да се пријават. Сите вие кои што собравте храброст и сакате да се пријавите, тоа можете да го сторите на веќе добро познатиот телефон 075 304 405 или пак на социјалните мрежи на Срце на дланка, на Facebook, Instagram и Twitter. Се смета дека сите ние кои што поседуваме љубов, добрина, хуманост, сме ја сватиле суштината на животот. Сите ние имаме отворени порти кон рајот. За жал, суштина на животот нема двете семејства кои денес за кратко ќе го стават своето срце на дланка. Ајде да ги слушнеме нивните приказни, а потоа да се договориме и како ќе им помогнеме. Веќе знаете дека во Срце на дланка опфаќаме семејства кои што живеат тешко и кои што се семејства од социјален ризик. Семејства кои што не знаат како го минуваат денот и како го минуваат и сврзуваат едниот со другиот месец. Така живее и семејството кои за многу кратко ќе го видиме во Срце на дланка. Душа со душа се поврзува и се раѓа чисто ново битие, кое не бира ниту ден, ниту час за негово создание, и кој сум јас ке рече Раим да му ја земам душата на тоа суштество, ако Бог одлучил тоа да се роди. На денес 8 годишната Нил, уште во утробата на мајка си било откриено дека ќе биде поразлична од другите деца. Сепак уште тогаш Раим можеби ќе го одберал потешкиот пат, но ќе докаже дека нема да оди против волјата на Господ. Се раѓа Нил, за жал со диагноза која веднаш ќе ја однесе во операциона сала. Таа и до ден денес нема да ја дозволи да проводи како своите братчиња. Таква е судбината на овој несреќен татко кој како дете сиромашно живеел во селото Пласница. Откако создава семејство, сложните селани консолидирано му градат нова куќа во село Преглоба. За жал во таа куќа ова семејство не може да биде среќно, зашто жалот што и Нил не може да има безгрижно детство како останатите деца. А Раим е единствениот што носи минимален приход дома и кој е доволен само за да го прехрани семејството. За терапии, третмани и операции во странство е принуден да се обрати до јавноста за да ја помогне на својата ќерка. И ќе рече, нема да се смирам додека не ја видам ќерка ми на носе. Ја првин живеа во село Пласница. Ама ние имаме стара куќа, одамна многу стара куќата и на распажење беше. И благодарение на селаните се одлучија овде општината ми даде место мене. Селаните се одлучија да ми направат куќенче, поради што цела течеше куќава, вода капеше. Влага имаше, секакви смрдеи онадеше. Таму каде што живеевте претходно? Каде што живее во Пласница. Таму сигурно детството го помина? Да, таму детството го помина. Родители имаш? Имам, па ми почина да умре. Умре млад многу родителот, само мајка имам, а мајка ми е со помалиот братци дома. Јас сум само жена и 3 дечиња. Па овде 3-та година ова ми е мене, што сум во Преглово преселен. Фала му на Господа на ова зафален сум. Значи зафален сум што на сите донатори што помогнаа долго што се успеа. Да може да фале уште работи во куќава. Ама фала им многу што ова го постигнав и успе. Сепак тико што речете да фале уште работи си фала. Ама мене целова не ми е за куќава. Доволно волку понатака здравје. Ако заминам негде странство, ќе се расредуjem ја. Што се преселе во ново куќенче што децата не ми си жената под ризик. Вработен си. Да, Македонија пат се вработен на оваа 4-та година, 18.000 плата за мене. Он ним јадење, он ним пиење, ова пат плача, значи од тие 18, мене ми се 15.000 чисти. Од 15.000, значи со овие 15.000, до пола месец овие може да помне. Значи до пола месец. А остатокот? Остатокот, што се велат кај мене, кај тебе зема заем пари. Ќе му се јава на пријател на другар, ми требаат 1000, 2000, кој ќе зема платата, му ги врача.
Дека дедовите не ја носат среќата во домот докажува случајот на Раим. И покрај тоа што има каде да живее и е вработен за да го гледа семејството, сепак друга болка му го распарува срцето – болеста на Нил. Во 7-миот месец од бременоста на неговата сопруга и било кажано дека детето ќе има пречки во развојот и нема да може да се движи. Но сигурни во волјата на Бог, Раим и сопругата одлучуваат. Ако Бог одлучил да се роди ова дете, кои сме ние да му ја земаме душата? Мене маката ми е најголемата мака, што сака на черка ми ги помогне. И сварно што сака, ама толку ми е силата. Што се случува со Нил? Па со черка ми се случува таа Скопје направи операција во државната. Значи, направи докторов и не гарантираш, имаш инфекција во коленчина, слободно можеме да снимаме детето. Да заврти, че му кога наде мојчето, ја да видиш ти цела е сечена во коленчето. Кога е родена Нил и како дознавте дека нешто се случува сериозно со незиното здравје? Јас дознав во бременоста на 7-миот месец. Во Кичево кај докторот кој носев. Женава не можеше донада, не ми се гледа тука, може ќе ви кажа на 7-ми месец. Попојда мене веле дето веле нема да бидете, кога што требате инвалид ќе ви бидете. Ја му веле вака, ако го решил за Господ така да бидете, и ако решил Господ да има лек, ја несу Господ душата да му зема на дете. На мене велеше да го чистете. Дека го чистите супругата. Не реков ја тоа во обзир не идете. До последна минута, до последна вена дурмиковка, ја за неја се грижам. Таа уште кога се роди, ви напишаа диагноза дека има спина бифида со хидроцефалус. Тоа значи проблеми со ребетниот столб, односно дека нема да може да проводи во иднина, но и вода во главата. Да, вода во главчето. Уште веднаш, уште како многу мала, за само неколку дена таа беше, подложена на операција. Па на операција беше черка ми денеска, женава е пораđаат во Прилеп. Истаа ден со брза помош Скопје сонесе черка. Истаа ден Скопје направила операција, истаа ден пумпа и ставила во главата. Зашто служи таа пумпа? Таа пумпа и служи која има во главчена вода. Кога ќе оде мала нужда, пумпа ти ја поврза нези со бешиката. Кога ќе оде мала нужда, и тоа ги пумпа ти ја важат војцата од главчето. И ја тргат те шмуката, таква е пумпа. И таа пумпа ќе носи до живот. До животно? Да, до животно не може трајат. Потоа ни направија, да, и првата и после втората, па и направи и го прашаве докторе, дали има шанса детето да пројде. Детето рече, прајте му колку можете и немојте дома физикална терапија. Исто така и во Охрид носев. Во Охрид. Во Охрид кога несов е прашав главниот тој што ја прегледа. Доктор реков, дај ми надеж, дали има надеж за черка ми, дали има шанса да пројде. Одавде навака, остајам ја што ќе праќа. И што испадна? Тој ми рече, ја рече, не може ни да каже, ни ќе ојд, нема ни да ојд. Тука рече само Господ. Одлучувај и рече дома прајте му вежби. И овде рече носи го, ја го носив дури имав пари. Значи со оваа плата не може да го носи. Значи со оваа плата ја за јадење не може да постигне. А таа сама зема 5300 денари, што ќе прави, што може да направи со нејзините 5300, само за памперси не може. Се уште е во памперси? Да, и таа ќе биде во памперси дури жива. Ако го рекол, алда дека нема да пројде. А ја верува во надежта моја и во надежта нејзина дека има шанса да пројде. Значи ја што не можам дома да седам, не можам, значи стварно не можам поради неа. Ги гледам двете деца си одат, таа немој. Да појдам Турција, а да појдам, ако нема лек во Турција и во другија држави, тога ќе се помири јас со судбина. Тога се мочеча, фала му на Аллах Джелешану, кога доста е што мој да кажат. Да сака Што сакаш, Злато? да си игра со другари. Сакаш да си играш со другарчињата? Да. Да. Сигурно сакаш и како нив да одиш. Да. Тогаш би била најсрекна.
А вака, што правиш преку целиот ден? Секаш ига. Кога ја носеше во ухрите, кога со чеканчето ја удираа по коленцата за рефлексите, што покажуваше нел? Имаше осет, ги избираше на жената. И сега без да ја чукне човек, да ја сгаличкат или вака, да ја стрга за нож, имате осет. Што вела докторите на тој поток? Ја ги прашав за ова, реков, дето има, реков, осет. Ние, рече, не можеме да кажеме ни не, ни да. Тука, рече само еден Господ, само рече, правите и вие дома колку моите, немојте масажа, физикална терапија, а и почесто овде носете. За јас за тука да продолжи да носев, ја нема средства. За во Еразма? Да. Ја целта ми е сега, цела цел, ја неđина за неја сумата да собера и за неја да постигне да не се во Турција. Било која да е болница во Турција. Само да се напата. Последен денар да е незин, за неја ќе да се потроши. Не сака од тие пари незини, што ќе се соберат, не сака ниту една игла да купа за внатре за куќа. Или па друго што ми треба туше намешти за куќа. Чи лично сака за неја. И ако не биде и во Турција, и далje продолжува. Само за неја. Раим верува во чуда, верува и дека чуда се случуваат на храбрите луѓе. Похрабра од Нил нема да се роди, ке рече тој, зашто таа сето ова го издржува јуначки и како борец. Душата ми се кине додава Раим, што ја гледа закована за кревет и ќе заврши. Нема да се смирам, додека не соберам средства и не ја однесам во Турција за да ја оперираат, а потоа и да умрам нема да жалам, вели тој. Да, и таа имат верба, силан, велет, доби, велет, кога чуеме Турција, чува да ја и велет, како ради, ти велет, чуеш, баби, дава гаранција. Ама те, се ја гајре си, каинези, да, велет, че чуеме двајцата, че војши и ти. Се надева. Да. Ама последна вена Дубниковка, ја че бара крај. Последна вена. Затоа бевте толку упорен и постојано не пишувавте да дојде? Да, за упорен бев и затоа и да дојдете и што сварно сака лично за не да се потруда ја и да умра, да не ми биде макот и сум пробал сегде се однесу, а вака, ако не однесу, многу тешко ќе ми биде. И тешко ми е што не може да седам. Дома само бар да излеза дали цигари да купи или кафе, да се напие сред да замине пластница. За да не ја гледаш? Да, не можам болка. Многу тешко. Голема тежина за неја. Све би направил за неја. Пријатели, непријатели, родни, неродни, колку што може да ја дадат помојници. Че мене не ми даваат помош, и мене малку ми даваат помош. Помош ми даваат мене што че нема толку болка да има ја. Нема да биде напнат, отпуштен мало че биде. Почета помош не си ја дава. И затоа им се мора и пошироко од Македонија надвор, кој како што може да доне разочерка. Дали било 5 денари, дали било 10, и тоа е од помош. И затоа им се мора на сите во Република Македонија, кој колку може да даде помош. Начерка ми, што сака да постигне за неја и од тоа не се откажува. До крај ќе ода за неја. И во Турција ја верува дека надежта во Турција ќе ми се исполни желбата, дека зна дека 90% сигурно со има шанса да пројде. Тато ми кажа дека сака да те носи во Турција. Да. Што таму би правеле вие? Там мојмета си играме. И? И си играме игра. А докај докторите? Докторите за мене се грижат. Ке се грижат докторите за тебе? Да. За да можеш ти да одиш, така? Да. Браќата ти бегаат, а ти ги бркаш? Да. Таа игра ти е сега омилена, така? Да. А кога ќе проодиш, веројатно ти ќе бегаш, а тие ќе те бркаат. Да. Може така? Може. Во Германија пратев документи, а ја исти ги испратив. Германија побара 100.000 евро. Зашто? За физикална? Физикална терапија и операција да ја правиле наст. А ти треба да кажеш, може, не може.
што да ја прати секој месец операција, нече се играат со неја, ке малуја болка има се уште друга болка да ми ствара. И требало таму да се преселил во Германија, жител да биде, па така. Ама Турција има, знаеш, обучени се, поче знаат, справи поче имаат, поискусни се. И затоа се одлучив во Турција. И во Турција да не биде ништо че да па во друга држава ќе бара, за Се додека не провод. Дур вида со мои очи дека ќерка ми заоила по други недвиене дечи. Тога ја и да умрам немам држава. Ќе знам дека и затоа имам и сметка, извадено и странска, и македонски има. Да, требаше да извади со доните со вона со телефонски. Ама не може да постигне. Не можам. Уште не знам сума точна ја. За ја да извато, ако ми ја кажате мене точна сума, и ако ми речан мене има шанса дете, донеси го да пројд, тогаш ја важа сметката и ми дадат отедемени документ. Дека таа и таа операција, таа и таа физикална терапија толку кошта. За донаторски броеви? Да. Ама сега не можам ја бев си со овие документи за донаторски број. Ми ја барат сума. Еден ден, кога ќе почнеме да размислуваме за својот мир, ќе престане нашата потрага по среќата и што се мора да направиме за да се случи тоа што посакуваме. Тогаш разбираме дека нечија присутност во нашиот живот е голема работа, ако е со многу емоции и искреност, а потоа и чуда може да се случат, зашто на крајот секогаш ќе биде она што мора да биде. Затоа главата горе и само напред. Уште едно семејство живее тешко. Уште едно семејство ќе го стави своето срце на дланка, бидејќи повеќе не можеше да издржи и затоа бара рака за спас. Ружа Ѓоргиевска е 93 годишна нестрекна жена, која многу мала останала без мајка. Затоа била израсната од туги луѓе, а на 14 години била приморана да се мажи за да има покрив над главата. Судбината за место на живење ќе го одреди селото Бањани, каде ќе живее во црковна куќа се до нејзиното распаѓање, но и смртта на сопругот Коста. Како мајка ќе се осознае само преку посенување на синот, бидејќи сериозната болест на стомакот нема да ја дозвола да роди биолошко дете. Кога останува сама и без куќа и без маж, заминува во куќата на вториот сопруг, вдовецот Борис, каде дочекува 6 деца, кои од првиот момент нема да ја сакаат ниту неа, ниту нивниот татко, затоа што тој довел друга жена. И можеби од тогаш и започнува пеколот на оваа жена, затоа што нема да има мир во новата куќа. Иако го чувала Борис кога бил болен, па дури и го закопала, после неговата смрт ке рече таа, нема ниту еден ден мир. Баба Ружа веќе е многу стара и нема каде да оди. Често е гладна, жедна, неизбањата и премрзната во зима, а се што посакува е било каква соба, па макар живеела само уште 2 дена во неа, само тие 2 дена да ги проживее мирно и без страв. Со екипата пристигнавме во Чучер Сандево. Денес ќе запознаеме со историјата на баба Ружа, која што тешко живе. Јаде само лепи вегета кога има и тоа. Најчесто е прегладната, премрзната и затоа сака да ја сподели со нас незината животна историја. Баба Ружа, добар ден, јас сум Оливера. Тетка Наде те пријави во Срце на дланка. Тоа е емисија. Нада.
те пријави и ни кажа дека живееш сама и дека живееш тешко. Па ќе ни раскажеш ли како живееш? Како ти е? Што те мачи? Не можу, немам силу. Што ти е тоа во раката? Што е тоа што држиш? Тоа во раката. Маша, Зошто ја држиш? затворам врата. Зошто? Ќе ми отвори врата, ќе ме удави. Ќе ме заколе. Кој ќе те закола? Тај што ме плаши. Чекај, да ви кажам. Пази, пази. Види ga камен. Се ме удави у врата. У врата. Ga чувам камен. У врата. Жау! И ја на земни падна од кревет. Туго мене ќе му тепа, ќе ме заколе. Ето, да чувам. Затоа се заклучуваш со Машата? Мам, А зашто те плаши? Што сака од тебе? Што сака од тебе тој? од Бога да најди. Да ме утепа, да не стои овде у куќу. Да му ослободи куќу на сега. Тој му плаќа, не ме утепа. Ајде да влеземе, полека. А? Ајде да влеземе. Устај го каменот. Како живееш ти? Како живееш ти? И некои 3-4 години. Нема. Полецка. И нема да го најдем. Не излегуваш од собава? А? Од собава не излегуваш. Од оваа соба не излегуваш. Не, Се плашиш. Тука Се си плашам. сам. заклучам. Како живееш? Што правиш по цел ден? Тако. Седи. Kad nemam drva ići, tako. Sedi bez oven, legni. Pokri se sa stoj kebuša mi ga dalje. Nemam pokrivač. Јадена ли си? Јадеш ли? Имаш ли за храна? Nemam 1 kilo jogurt, to je. Eto, otvorite, vidite. Од кога не си јадена? Sino je kad se stomnilo sa svagetu. To je kilo jogurt, drugo nemam ništa. Ništa nemam. Зошто не купиш храна? Храна, зошто не си купиш? Сошто? Без паре? Немаш пари? Pa nemam dinar. Svijeće da umru nemam da mi se pali. Ne mi krive da nađu. Не ти е добро? A? Не ти е добро? Nije sama, ne mi jarno. Se triješu me strah. Strah. I gotovo. Баба Ружа, Oj, тука очигледно е дека не се чувствуваш добро. Имаш ли некоја желба? Сакаш ли нешто? najdete nekoje sopče da živu 2 dana dostavnije. Samo работа не ми лупа. Не е живот тој, кучински живот е га живу. Тој не е, нека не даде Господ никому мој. Ако сам сирота, немам ништо. Зашто да ме одмирава? Што му чинju, што сам дужна ја? Не сум дужна никому. Сакам да ми најдете неќе аман. Не се живи, синко. Верувај. Верувај Бога дека не се живи. Немам кој да ми води ред, нема и готово. Ружа очигледно дека имала тешко детство, без родители, и затоа да не остане на улица морала уште на 14 години да се омажи за да има покрив над главата. Сериозната болест нема никогаш да ја дозволи да стане биолошка мајка, но грижата и залчето ќе го дели со сопругот и синот, кој ќе го исчува од негови 6 недели старост. Сепак, по распаѓањето на куќата во Бањани и женењето на синот, но и смртта на сопругот, таа решението го бара во нов брак за да има каде да живее. Тогаш започнува и најголемиот немир во животот на оваа несрекна жена. Од каде те донеле во Скопје, кога си била мала? Жене ме доведе. У Скопле. А родители имаше ли ти? А? Родители имаше ли? Од кај ти е потеклото? Немам документ. Стари се документи. Каде си родена? Kada sam roden u Moru,
Мало съм дойден. Брат ми у дом, мало. Майка ми млада умрала. Брата ми го отнали у дом, мајецко не збори още. И после по-тој, не бил тој татко ми, ме узеле, ти да живиш не можеш тој. Женска, дете. А од Скопје у Бањене, много съм живела, много. 50 години нагоре съм живела у Скопје, у Бањене. Тој съм израснала. Кога се омажи, на колку години? На 14. Немал кој да ме чува. Кој ќе ме чува? Мораш да идеш. И он немал куќа. Тая среќа е. Куда да идеш, тая среќа да чека човека. Тај нема, ја немам. Но чудале. Беше постар од вас мажот? О, не, стар бил. Јас сум унука на место. Ама мораш нигде. Куда да идеш женска страна? Немам деца, не од njega немам деца, ја не сам родила. Зошто? Па правена сам операција. Од тумор. Имавте болест? Царски реј. Кај на свини што вади стрева, делови, така од мене не вадили. Синот ви е посинет? Посинет ми е. Посинет, мало. Малецко. Болна съм ги чула операција. Мало съм гудела. Немало 6 недели. Кокошке смо чувале едно друго, продавај, па да купимо млеко да му турам, млеко да го раним. И тая ga дала муке. На работа иде, тој у градинку, овој дома у бебе у пелене, на кревет. Кад ќе дојде од работу, обртано бебето на тепек доле. Вика, ќе се утепа, ќе умре, вика, ќе се го главила. Сакам да го дам у село негде, вика, не ќе оде. Ќе настане тој дете, ако остане живо, вика, ќе му викам, ова е ти е мајка, таа не ти е. Е така, знама ми шо вика. Она не те родила. Не ти е мајка она. Како му вика, не ми е мајка. Она ми е повише мајка, вика, не таа што ме оставила, вика, што ме дала. Како живеевте во Так, Бањани? у црковна куќа сме живеле. Ама стара, сите вика, ние не знаеме тая куќа каде правена. Он бил протоѓер у село. Викам, позиви давал, протоѓер бил, каде бил жив. Ама он од жутица умре. И таа куќа каде што живеевте во Бањани падна. Падна. После што правевте? И после, па дојдеш за тој. Тука во оваа куќа? Да, Како се викаше човекот тука? Борис. Да. Ливринич, Борис се викаше. 6 деца. Зашто се преженил, го замрзаш и njega и мене и готово. И ето и дъндана силно. Дојде син му с зета му на чардак туди. Ние дојдемо, викам, ако сте дошли, ако викам, што ако сте дошли, викам, куќа е ваша, не е моја. Куќу никој не еде, викам. А ако сте дошли, кој било? Ние сме дошли да ти истерамо. Зашто, бре, викам, куде зајдю? Куќа е моја. Па не ти го имам куќу твој, викам, бре. Си дошла да ме питаш, али имам да jem, али имам се си мутина избет на татка ти, викам, ја, сиротиња. Слугирам, рука не работа, нога не работа. После некој време, кад дојде милиција да ми истерве, и милиција слегна доле, јас слегна, и син му слегна доле. И на двор доле га пита, тај син му на ово умре, га пита милиција, кај работаш ти, викаш ти? Чини вако, не сме да каже. Јас сам го чувал, он не. Татка му. Вика, ја у Канада живеем. Со кого у Канада?
Со жена, со деца, 2 сина има, син му. И добро, че ти у Канада живиш, а татко ти, кој га чува овде? Викам, ја, колко можу. Ја ga свучувам, ја ga упучувам, ја ga бришем, ја ga мием. И ја ga раним апови, лекови му давам, ја од 5 руке. Ја викам, оде ни наспана, ни наедена, он на кревет, викам, ни збори, ни говори, падна, шлогиран. Последните години, како што вели баба Ружа, живее многу тешко. Живее сиромашно, гладна и жедна, но најтешко е што е бркана од куќата и не може да заспие од страв. И покрај тешката состојба, таа не зема ниту социјална помош, па ако не ја испратат храна, таа останува гладна и по неколку денови. Кога почина и Борис, кога умре, ти како живееше после тоа? Си ми носише сирома, лијад. Немам зашто, немам пензiju, немам плату. Зашто, ето и сад немам динар. Да умру свеќу немам да ми запалим. Свеќу немам да купам, динар, чорав. Да купам едно чај да направим. Шекер ми донесе, стои од црква, католичку цркву. Ми донесеше шекер. Еве ga, у најлон под столицото. И макарони, на кои 2 кесики имам. Kad nemam led, тој ќе сварам да jem. Немам. Немаш ни со што да купиш храна, немаш Немам со што да купам. Немам со што. Јас знам, душа моја знае. По 2 дана немам леп да jem. Немам силу, ќе падну. Очи не видим. Паднам ли жавје од огањ, овде. Гори тепек. Друг жар под кревет. Чури. Ја не видю. Kad барам со рак, вако барам, жар. Изгоре, 2 прста изгоре. Туго мене. Што правим? Али има и оште. Туго мене. Ga тргне со дрво, жив жар од огањ падна. Можеш да се запалиш, да изгориш. Ќе се запалим, бе. Дрво се скупи. Скупи се. Пола кубник ми ga платил. А што е пола кубник? 3 гајби дрвца. Немам зашто си. И да имаш пари, како ќе излезеш да си купиш нешто? Ќе купи дете волко сака ако дојде. Ако не, најду, ќе се јаву на наду, нека пратим некога да ни купи. Немаш вода, велиш, а како полниш за пиење? Воду? Да, Од шешмо ми носи. ти носат. Ми носи. Тие децата кога ти дојде. Ти ми донесете воду малку, викам синко, ме грее. Студи. И он имал душа гревата е, да настиним за мене. Јас сум цара, данас сам, јутре не сам. А они се млади, зашто викам на ступ да седим за мене? Викам, ја да јужно наврат, тоа е гревата. Ето, од цркву, католичку цркву, те печето малку ми ga дава, вако да кажам. По даски сам газала. Тие ти донесоа и кебе, да се Они ми покриваш. донеле, они ми донеле. Кревет. Они ми донеле, синко. Ете, видиш, тоа ми ga донеле. И кревет. Телевизор ми ga донесе еден човек. На ти, бабо, да гледа, да се занимаваш касирата. Ке гледаш тој колку можеш. Колку можеш да гледаш толку. Ке гледам, друго беше. Ке се занимавам у njega. А се ги расипам. Па што правиш цел ден? Тако. Седю. Легни, стани, легни. Морам да станju. Да легни да се покрiju. A kuko me боли ovde snaga, ке скап месо,
Се да лежиш, ноќеви се големи. Ке станju нервоза ме ваќа, плачу. Па ги запалju. Ова дрва немам. И што да работам? Тие од католичку цркву, сестрата ги праќа на кој децо, како детско дете ово. Ги праќа. Иди најдете на кој дрвце и се чете, вика гревоте, ке смрзне. Сестрата ги праќа од цркву. Ке дојде, ке ми прати малку шекерче, млекче, ке ми прати од цркву. Тој. Еден пут у месецу два праќал. Овој пут немало, не ми пратил ни млеко, ни ништо. Немало сигурно. Друг никој. Sad nikoj ne ide. Не дај Боже да падне човек. Моите маки не се кажуваат и боз да одеш до Америка, вели баба Ружа. Затоа таа со последните сили се моли да и се најде една соба за макар 2 дена да живее во мир и без страв, а потоа и да умре, вели таа, нема да ја биде жал. Моје не се кажува од овде боса да идеш у Америку. Моје муке не може ги кажу. Не памтю се, не знам, години сам бре. И од страх ќе ти искочи памет. Но тоа ми е живот, ја што кажу живот. На овој век, на овој живот, никој те не пита. А си јелала не. Никој. Уште од душмани да не сам работ. Не ми искочи душа работ, бре. Ќе ме мучи. Да има некој да ме врли у Вардар, у сел ќе улегне. Само да не живу шигато овде. Да си истај од овде од овој куќу ја. Кој ќе ми помогне? Ни брат, ни сестра, ништо немам. Пуста сум. Со све. Барем некој динар да имам. Да ми даде леп да ми купи. Ноги неќев. Најдете ми некој сопче да се спашу 2 дана, доста ми се работ. Се плашувам ноќом. Видиш Господ како кажува. Сам гледала книги на час. И ги питам, зошто се овие книги што ги преврляте вие на сон? Епа, кад ќе бидне работа, тад ќе ти кажемо мене. Ќе идемо сад. Ете, вие дојдесте. Видиш ка се прекажува. Кога ни е тешко, луѓето токму тогаш не оставаат сами, без ничи глас и утеха, без рамо и поддршка. Тогаш разбираме дека животот не е мет и млеко и дека секој ден има тежок, горчлив вкус. Вкусна борба за утрешниот ден. Сепак има смисла да веруваме во новиот ден и добрите луѓе, затоа да не дозволиме никому таа надеж да ни ја уништи. Видовме колку тешко живеат двете семејства кои пред малку го ставија своето срце на дланка, но надежта е таа која што последно умира во мракот. Интересно е колку тоа малку утре може да го искомпензира големото вчера. Затоа да ги оставиме работите кои што се зад нас и да гледаме напред со крената глава. Напред со крената глава. Од утре ќе одат и двете семејства кои го ставија своето срце на дланка. Верувам дека ќе бидеме нивната будилка и нивната надеж, затоа што нашето малку некому може да значи се. Ружа Ѓоргиевска е 93 годишна нестрекна жена, која многу мала останала без мајка. Затоа била израсната од туги луѓе, а на 14 години била приморана да се мажи за да има покрив над главата.
Судбината за место на живење ќе го одреди селото Бањани, каде ќе живее во црковна куќа се до нејзиното распаѓање, но и смртта на сопругот Коста. Како мајка ќе се осознае само преку посенување на синот, бидејќи сериозната болест на стомакот нема да ја дозвола да роди биолошко дете. Кога останува сама и без куќа и без маж, заминува во куќата на вториот сопруг, вдовецот Борис, каде дочекува 6 деца, кои од првиот момент нема да ја сакаат ниту неа, ниту нивниот татко, затоа што тој довел друга жена. И можеби од тогаш и започнува пеколот на оваа жена, затоа што нема да има мир во новата куќа. Иако го чувала Борис кога бил болен, па дури и го закопала, после неговата смрт ке рече таа, нема ниту еден ден мир. Баба Ружа веќе е многу стара и нема каде да оди. Често е гладна, жедна, неизбањата и премрзната во зима, а се што посакува е било каква соба, па макар живеела само уште 2 дена во неа, само тие 2 дена да ги проживее мирно и без страв. Душа со душа се поврзува и се раѓа чисто ново битие, кое не бира ниту ден, ниту час за негово создание. И кој сум јас, ке рече Раим, да му ја земам душата на тоа суштество, ако Бог одлучил тоа да се роди. На 8 годишната Нил, уште во утрубата на мајка си било откриено дека ќе биде поразлична од другите деца. Сепак уште тогаш Раим можеби ќе го одберал потешкиот пат, но ќе докаже дека нема да оди против волјата на Господ. Се раѓа Нил, за жал со диагноза која веднаш ќе ја однесе во операциона сала. Таа и до ден денес нема да ја дозволи да проводи како своите братчиња. Таква е судбината на овој несреќен татко, кој како дете сиромашно живеел во селото Пласница. Откако создава семејство, сложните селани консолидирано му градат нова куќа во село Преглоба. За жал во таа куќа ова семејство не може да биде среќно, зашто жалот што и Нил не може да има безгрижно детство како останатите деца. А Раим е единствениот што носи минимален приход дома и кој е доволен само за да го прехрани семејството. За терапии, третмани и операции во странство е принуден да се обрати до јавноста, за да ја помогне на својата ќерка. И ќе рече, нема да се смирам, додека не ја видам ќерка ми на носе. Со екипата пристигнавме во Чучар Сандево. Денес ќе запознаеме со историјата на баба Ружа, која што тешко живе. Јаде само лепи вегета кога има и тоа. Најчесто е прегладната, премрзната и затоа сака да ја сподели со нас незината животна историја. Баба Ружа, добар ден, јас сум Оливера. Тетка Наде те пријави во Срце на дланка. Тоа е емисија. Нада. Те пријави и ни кажа дека живееш сама и дека живееш тешко. Па ќе ни раскажеш ли како живееш? Како ти е? Што те мачи? Не можу, немам силу. Што ти е тоа во раката? Што е тоа што држиш? Тоа во раката. Маша, Зошто ја држиш? затворам врата. Зошто? Ќе ми отвори врата, ќе ме удави. Ќе ме заколе. Кој ќе те заколе? Тај што ме плаши. Чекај, да ви кажам. Пази. Види ga камен. Се ме удави во врата. У врата. Ga чувам камен. У врата. Жау! И ја на земни падна од кревет. Туго мене ќе му тепа, ќе ме заколе. Ето, да чувам. Затоа се заклучуваш со Машата? Смам. А зашто те плаши? Што сака од тебе? Што сака од тебе тој? Од Бога да најди. Да ме утепа, да не стои овде у куќу. Да му ослободи куќу на себе. Тој му плаќа, не му утепа. Ајде да влеземе, полека. Ајде да влеземе. Устај го каменот. Како живееш ти? Како живееш ти? И некои 3-4 години. Нема. Полецка. И нема да го најдем. Не излегуваш од собава? Од собава не излегуваш. Од оваа соба не излегуваш. Не. Се плашиш. Тука Се си плашам. сама. Заклучам.
Како живееш? Што правиш по цел ден? Tako. Sedi. Kad nemam drva ići, tako. Sedi bez oven, legni. Pokri se sa stoj kebuša mi ga dalje. Nemam pokrivač. Jadena li si? Jadeš li? Imaš li za hrana? Nemam 1 kilo jogurt, to je. Eto, otvorite, vidite. Od koga nisi jadena? Sino je kad te stomnilo sa spagetu. To je kilo jogurt, drugo nemam ništa. Ništa nemam. Зошто не купиш храна? Храна, зошто не си купиш? Сошто? Без пари? Немаш пари? Pa nemam dinar. Svijeće da umru nemam da mi se pali. Ne mi krive da nađu. Не ти е добро? A? Не ти е добро? Nije sama, ne mi jarno. Se triješu me strah. Strah. I gotovo. Баба Ружа, Oj, тука очигледно е дека не се чувствуваш добро. Имаш ли некоја желба? Сакаш ли нешто? najdete nekoje sopče da živu 2 dana dostavnije. Samo работа не ми лупа. Не е живот тој, кучински живот тега живу. Тој не е, нека не даде Господ никому мој. Ако сам сирота, немам ништо. Зашто да ме одмирава? Што му чинju, што сам дужна ја? Не сум дужна никому. Сакам да ми најдете негде, аман. Не се живи, синко. Верувај. Верувај Бога дека не се живи. Немам кој да ми води ред, нема и готово. Да се надиваме дека дождот кој што започна да врне денес во Крива Паланка ќе биде берикетен за семејството кое што за кратко ќе ви го представиме. Денес не повика Јадранка, која што живее тешко со својот брат со посебни потреби во една соба и сака да ни ја раскаже незината животна историја. Добар ден. Добар ден. Како сте, Оливера? Сум. Јадранка, мило ми е. Се слушнавме по телефон. Да, И ми кажавте дека неопходно е да дојдеме што е можно побрзо. Да. Полека. Очигледно е дека имате мака и затоа и не чекавте до сега. сигурно. Што ви е маката? Маката ни е голема. Живеам со братот со посебни потреби и у една соба сме. Па повелете да видите. А како така тешко живеете? Што е тежината? Мислам, една соба само по себе ни е Една јасно. соба само по себе, да, меѓутоа брат и сестра у една соба е многу тешко се живее. Плюс е лице со посебни потреби. Што значи тие ни се условите што морам така да биде. На секоја врата тропнав, никој не мислим отворена е вратата со неуспех. Гледам сте правеле кров. Да, 2 години, ова е трета. Лично сама си го направиме со брат ми. Удриме и ступ, и циркулаш, и сакаме да се удри плоча една и да се направи горе 2 собички. Ништо друго не траш. Тавански соби не ми треба ништо повише од тоа. Ако е можно, ги замолувам хуманите луѓе, доколку сакат и доколку можат, да ни помогнат. Ние не сме во можност. И двајцата живееме од социјално. Да, социјалци. Да. Колку години имате? Јас сум 55, 56, брат ми е 54, 53, 54. Гледам дека Поверете, да, да видите. мала е куќата, па дури и за двајца. Мала е. Ама нема што да правиме. Тие ни се условите. Гледала сам да средим што е можно најосновното да ги имаме у куќата. Нели што вика старите да легнеш да станеш. Меѓутоа не се издржува
да спиеш со брат во една соба и плюс лице с посебни потреби. Ја мислам дека граѓаните на Македонија ќе ме сватат и ќе ме разберат. Не тражим пари за исхрана, за јадење, туку тражим да ми се помогне 2 тавански соби да ми се направат. Ништо друго. И ќе бидам благодарна на сите. Исто и на вас сум ви благодарна што дојдовте, меѓутоа тие не се условите. А зошто? Откако дојдов, ви се со солзи очита? Многу ми е тешко. Многу никој не може да не свати, да не разбере. На секоја брата што сум тропнала, секоја да ќе ви помогнеме со услови више 3 години, 4, да не кажем 10, од какова чувам брат ми. Никој не е дојдел да праша. Дали ти е добро и колку ти е добро. И у короната никој не дојде како лица од социјалното да дојде да прашат нешто за njega. Добар е, не е добар, треба нешто или не треба ништо. Така да на мене ми е стварно многу тешко. Мислам дека ќе ме разберете. Јадранка Стефановска е неистрикна жена која е единствено здраво родена од семејство на 3 деца и за жал со проблеми порасната во родниот дом во Крива Паланка. Многу мала ги губи 2 родитела. Едниот брат со посебни потреби Стојан че умира млад, а другиот Грозде, дури 30 години вели таа, ќе биде во центарот за лица со посебни потреби во Демир Капија. После пропаднатиот брак и неколку години, како што ќе каже таа, залудно поминати во тоа семејство, таа се враќа во родната Паланка со една цел – да го обнови и издигне домот, макар една соба, и да го земе единствениот жив брат Грозде од центарот во Демир Капија и да се грижи за него до крајот на животот. За жал, таа просторија е премала и за една личност, а единствениот простор каде сите активности во денот ги вршат двајцата, па затоа со солзи во очите замолува хуманиот народ да ја помогне да изграде само уште една соба, а за храна и леп, за неа и за брати ќе се снајде, само да имаат поголем комодитет. Денес со екипата сме во село Мислешево кај Илче, кој што живее тешко. Пред неколку дена му починал брат, а тој живее со 2 деца со посебни потреби само на една плата. Затоа сака да го стави срцето на дланка. Добар ден. Илче. Дојдовме од Скопје, од срце на дланка. Вие сте Илче? Да. Кој работите во... Општо административа. Так, ве пријави ваша колешка. Фала многу. И ни кажа дека живеете тешко, па дојдовме да видиме која е вашата тежина. Што ви се случува? Проблеми со детето ми почна брат ми, деца со посебни потреби. Кога ви почина братот и од што ви почина? Скопје почина болница. А што му е на детето? Со посебни потреби, хиперактивен. Не го приме никоја институција, па замолиме да се смести пак во психијатрија. Да се излечи, да биде под терапија? Да, под терапија. Со кого живеете во куќа во Илче? Сопругата, сестра и 3 деца. И брат ми почина. Вашиот брат почина. Што му се случи него? Комплициран беше и почина во 8 септември. Тој не беше женат и Не. сигурно во периодов се уште тази болката и многу ви фали. Да, тази ги фали, но Од што најмногу ви е тешко? тоа ја ми за брат ми почини. Да се смести во психијатрија пак по контрола на болницата. А како ви поминува денот? Никако, тешко. Зошто? Па се знаеме, што може се знаеме сами, што не. Некој ќе ти поможи, некој не. Само на вашата плата, од вашата плата Да, од живеете? нашата плата. Може ли да одиме на кај куќава? Извија тоа. Душа со душа се поврзува и се раѓа чисто ново битие, кое не бира ниту ден, ниту час за негово создание, и кој сум јас ке рече Раим да му ја земам душата на тоа суштество, ако Бог одлучил тоа да се роди. На денес 8 годишната Нил, уште во утрубата на мајка си било откриено дека ќе биде поразлична од другите деца.
Сепак уште тогаш Раим можеби ќе го одберал потешкиот пат, но ќе докаже дека нема да оди против волјата на Господ. Се раѓа Нил, за жал со диагноза која веднаш ќе ја однесе во операциона сала. Таа и до ден денес нема да ја дозволи да проводи како своите братчиња. Таква е судбината на овој несреќен татко, кој како дете сиромашно живеел во селото Пласница. Откако создава семејство, сложните селани консолидирано му градат нова куќа во село Преглова. За жал во таа куќа ова семејство не може да биде среќно, зашто жалот што и Нил не може да има безгрижно детство како останатите деца. А Раим е единствениот што носи минимален приход дома и кој е доволен само за да го прехрани семејството. За терапии, третмани и операции во странство е принуден да се обрати до јавноста за да ја помогне на својата ќерка. И ќе рече: нема да се смирам додека не ја видам ќерка ми на носе.